Не мора сите пациенти од внатрешноста да бидат препраќани на лекување во Скопје. И во другите градови во Македонија има доволен број доктори кои може да се грижат за здравјето на пациентите. Министерот за здравство Таравари објасни дека во Скопје има доволно матични лекари кои имаат полни раце работа и дека проблемот се јавува надвор од главниот град, во средини каде што има вишок на доктори и многу помал број на пациенти. Се согласувам на тоа дека повеќето пациенти и тие што треба и што не треба се испратјаат на клиниката за педиатрија. Децентрализацијата што веќе го промовираме во јавниот здравствен систем е во тој правец. Значи повеќето пациенти кои што може да се третираат во внатрешноста на државата се третираат таму. Матичните педиатри да не ги испраќаат нормално сите своји пациенти кои што не треба да доаѓаат на педиатрија, тие што се неопходни апсолутно ќе треба да бидат испратени. Меѓутоа разгледуваме најдобра можност со која што повеќето пациенти кои што може да се третираат во внатрешноста да бидат третирани таму. Министерот не е запознаен со проблемите за кои неделава реагираа дел од матичните лекари, дека ординациите им биле преполни со пациенти со грип и пневмонии и дека не може да креираат упат за рентген. Таравари само рече дека речиси да нема здравствена институција во земјава во која нема рентген. Најави дека специјализантите многу скоро ќе добијат пристап до системот Мој термин и печати од лекарската комора, со што и тие ќе можат да пишуваат извештаи, а не само специјалистите. На недостиг на кадар се пожали и директорот на детската клиника Мемеди, кој рече дека владата вложува напори за да го ублажи проблемот со ангажирање на нови кадри. Во однос на зголемување на бројот на лекари специјалисти на дежурства, тоа е системски проблем кој треба да се решава и со зголемување на бројот на специјалисти во иднина тоа би можеле да се стават повеќе дежурачи и специјалисти на клиника. Меѓутоа, специјализантите се лекари со лиценца и они се компетентни да прегледуваат пациенти. Министерот Таравари одговори и за случајот со смртта на 7-месечното бебе, за кој рече дека комисијата во Министерството за здравство утврдила дека нема лекарска грешка.